Новиот биометриски систем за влез и излез на Европската Унија, ЕС, од почетокот на примената во октомври 2025 година, регистрирал повеќе од 66 милиони премини на надворешните шенгенски граници и блокирал околу 32.000 влезови на патници од трети земји, велат податоците од извештајот што Европската комисија го презентираше во Брисел. Системот ЕС целосно стапи во функција на сите надворешни граници на Шенген на 10 април годинава и го замени традиционалното печатирање на пасошите со дигитална регистрација, која вклучува фотографија на лицето, отпечатоци од прсти и податоци од патните документи. Според информациите, повеќе од 800 лица на кои им бил одбиен влез биле означени како безбедносен ризик. Одделно, ЕУЛИСА го објави својот прв квартален статистички извештај за пилот фазата од октомври до декември 2025 година. Во тој период биле регистрирани 8180 одбивања за влез, 283 повлечени дозволи, 479 продолжувања на престој и повеќе од 492.000 исклучоци од регистрација на отпечатоци од прсти. Сепак ЕС предизвика и проблеми, а кај нашите граѓани тоа особено болен на границата со Грција и предстојните годишни одмори. Од грчка страна е побарано одложена примена на системот за да се спаси туристичката сезона на двете страни. Поради ваквите ситуации, Европската комисија на 2 мај го активира така наречениот флекс режим, кој им овозможува на земјите членки привремено да ја суспендираат биометриската регистрација кога редиците ќе ја надминат безбедносната граница. Ова ги вклучува и граничните премини со Грција и Бугарија, каде особено во летниот период колоните за влез и излез се долги.